Добар ден во централното издание на вестите. На почеток еве кои настани го одбележаа денот. Прво технички исправна, па потоа питка вода за гостиварци. Ќе помагаме во делот да и пивка вода се обезбеди, но прво мораме технички исправна вода да обезбедиме за населението. Продолжуваат теренските испитувања. Водата и понатаму небезбедна за употреба. Црвен аларм и со водата во Валандово. Присуство на арсен над дозволеното ниво. Надлежните апелираат да не се консумира. Над 30 повредени, над 100 возила оштетени. Ветрот во Скопје беснеел со 134 км на час. Двајца се примери на болничко лекување, останатите се третирани поликлинички со полесни повреди. Можно е и ново невреме, предупредуваат од УХМР. Реформите поздравени од Брисел. Агендата се реализира со засилено темпо, уверува владата. Опозицијата обвинува за блокада на евроинтеграциите. Добивме, би рекол, условно кажано и одреден комплимент дека сме први од сите земји. Дали намерното запирање на европскиот пат не е форма на државен удар? Кризниот штаб бара решение за обезбедување технички исправна вода во Гостивар. Водата и натаму е небезбедна за употреба, а залихи ќе се обезбедуваат со цистерни од околните општини, но и од Куманово, Кавадарци и Неготино. Кризниот штаб усвои и низа дополнителни мерки за заштита на здравјето на граѓаните на Гостивар. Во меѓувреме, продолжува да се испитува квалитетот на водата, а на помош се испратени и екипи од Скопскиот водовод. Дејан Трајковски има повеќе детали. Водата во Гостивар и натаму е целосно неупотреблива, согласно последните резултати од анализите на мострите. Управувачкиот комитет за справување со кризи ги повика гостиварци и натаму строго да ја почитуваат забраната за користење на водата од водоводната мрежа, а на денешната седница донесаа дополнителни заклучоци и мерки за заштита на здравјето на граѓаните. А додека трае забраната, општините Куманово, Тетово, Дебар, Кичево, Кавадарци и Неготино да обезбедат техничка вода со сопствени цистерни, а во приправност и армиските цистерни кои ќе се ангажираат доколку има потреба. Главниот штаб ја задолжи општина Гостивар итно да предложи локации и контакт лица за воспоставување пунктови за дотур на техничка вода за објектите од витално значење. Истовремено, Институтот за јавно здравје, Јавното предпријатие Водовод Скопје и Агенцијата за храна и ветеринарство ќе продолжат со засилени теренски испитувања на квалитетот на водата, а резултатите редовно ќе ги доставуваат до главниот штаб при Центарот за управување со кризи. Тоа што се случува во Гостивар е трагедија и тука мора да има сериозна одговорност, вели градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски, кој посочи дека екипите на Скопски водовод се веќе на терен и работат на тоа гостиварци што побрзо да добијат чиста и безбедна вода. Најпрво да се овозможи технички исправна вода и целиот процес да го овозможат таму и ќе останат до крај на процесот дел од нашите вработени за да помогнат таму. Дополнително ќе работиме и ќе помагаме во делот да и пивка вода се обезбеди, но прво мораме технички исправна вода да обезбедиме за населението, а до тогаш како председател на ЗЕЛС повикав освен владата онаа сериозна помош која што ја дава во Гостивар, повикав и останатите градоначалници од државата да се приклучат со обезбедување на вода и веќе денеска мислам дека неколку цистерни ќе бидат присутни таму како поддршка. Од Агенцијата за храна и ветеринарство пак за Канал 5 велат дека до крајот на денот или евентуално утре изутрина ќе се знаат и резултатите од новите мостри за квалитетот на водата во Гостивар, кои треба да покажат дали состојбата се подобрува. А додека чекаат да добијат безбедна вода за пиење, гостиварци понатаму макамачат со стомачни тегоби. Над 100 нови пациенти со симптоми на повраќање и диареја се јавиле на прегледи во Гостиварската болница. Двајца од нив се хоспитализирани, а пациенти од Гостивар се примени и на инфективна во Скопје. Сања Трековска, Ставров. Околу 200 граѓани од Гостивар за прв пат се јавиле на лекар. Над 100 само во Гостиварската болница, од кои двајца се хоспитализирани. Но епидемиолошката крива е во пат, а здравствената состојба е под контрола.
поради лесната клиничка слика, стомачни тегоби и треска кои не траат долго, уверува министерот за здравство Сашо Кликовски. 3 нови приеми имало и неинфективна во Скопје, но само еден е задржан во болница. И засега во лабораториските анализи не се пронајдени вируси кои би резултирале со потешки заболувања. Во анализата на микробиолошката и вирусната состојба е вклучена и клиниката за инфективни болести која има најширок панел на бактерии и вируси што може да се контролира, значи нема вирус кој не може да биде детектиран. Водата ќе биде ставена во употреба која ќе биде апсолутно сигурна. Во моментот не се утврдени агенции кои би предизвикале промена на клиничката слика. Министерот повтори дека водата во Гостивар не е безбедна за употреба, а ги повика и докторите кои, како што посочи, не се епидемиолози или инфектолози, кои апелираа дека е можно за неколку недели да има случаи со хепатит, да не даваат совети само за лајкови на социјалните мрежи. Јас би замолил да нема слободни јавачи на епидемијава, бидејќи гледам и доктори кои не се условно кажам епидемиолози или инфектолози, даваат различни совети, различни мислења. Знам дека вакви состојби се популарни за кликови и за собирање лајкови, меѓутоа би замолил да граѓаните ги следат службените упатства и официјалните канали. Ние секако ја следиме состојбата. Во однос на информациите дека во време кога водата веќе била загадена, Центарот за јавно здравје Тетово, кој е надлежно и за Гостивар, дал извештај дека таа е безбедна, здравствените власти кажаа дека сите примероци и анализи од целата година ќе бидат проверени, за да се утврди дали се потврлало во контролата на водата. Најавија дека ќе се направи и проверка на голем дел од водоводната мрежа низ Македонија, во соработка со други институции, за да се исклучи небезбедност на вода во други градови. Продолжија и партиските препукувања за загадената вода во Гостивар. Од СДСМ обвинуваа дека институциите потфрлиле и дека цената на молчењето било дополнително ширење на епидемијата и бараат итни оставки од здравствените власти. Од ВМРО ДПМН прашуваат дали СДСМ и ДУИ го штитат градоначалникот Лимани. Бараме политичка одговорност. Итни оставки од министерот за здравство Сашо Кликовски, директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов, одговорните на локалните центри за јавно здравје и од сите одговорни лица кои со своето непостапување, доцнење или прикривање допринесоа оваа епидемија да добие размери какви што денес гледаме. Кога Валбон Лимани вели дека не чувствува никаква одговорност за скандалот со водата во Гостивар, СДС, ДУИ и Таравари молчат. Истите оние кои секојдневно зборуваат за отчетност и бараат оставки, денес не бараат ниту извинување, ниту политичка, ниту морална одговорност од својот кандидат Валбон Лимани. Очигледно, за СДС, ДУИ и Таравари одговорност постои само кога се работи за политички противници. Кога се работи за нивните кадри, тогаш следуваат молк, оправдувања и заштита. Дали Валбон Лимани има политичка заштита од СДС, ДУИ и Таравари? По Гостивар забранета за пиење и водата во Валандово. Од јавниот комунален сервис соопштуваат дека лабораториските анализи покажале зголемено присуство на арсен и упатија итно предупредување до жителите на овој град да не ја пијат водата, туку да ја користат само за технички потреби. Според градоначалникот на општината Ѓоко Камчев, можно е да настанала печатна грешка при објавувањето на резултатите. Елизабета Дамјановска-Спасеновска. По кризата со водата за пиење во Гостивар, алармот се вклучи и во Валандово, каде што биле измерени повисоки концентрации на арсен од дозволените. Од јавното предпријатие Комунален сервис Валандово предупредија водата да не се користи за пиење, се додека не се добијат резултатите кои ќе ја потврдат незината исправност. Од предпријатието велат дека моменталното ниво на арсен во водата изнесува 14, а максималната граница е 10. Земени се нови мостри и резултатите од нив ќе бидат готови во петок.
Водата може да се користи исклучиво како техничка вода. Јавното претпријатие Комунален сервис Валандово веќе ги презема сите потребни активности и врши дополнителни анализи и контроли на квалитетот на водата во соработка со надлежните институции. За сите понатамошни резултати и препораки, јавноста ќе биде навремено известена, соопштија од јавното претпријатие Комунален сервис Валандово. Од друга страна пак, градоначалникот на Валандово, Ѓоко Камчев, објаснува дека најверојатно се работи за печатна грешка и вели дека се прават дополнителни испитувања на водата, а резултатите ќе се знаат утре. Додека валандовчани го чекаат официјалниот исход од испитувањата и водата ја користат исклучиво како техничка. Од град Скопје уверуваат дека за жителите на главниот град нема простор за загриженост. Водата од чешмите во Скопје се контролира секојдневно и е целосно безбедна за пиење. Како што ни соопштија од кабинетот на градоначалникот Ѓоргиевски, секојдневно се проверува квалитетот на водата преку мостри кои се земаат од 36 локации во Скопје, а потоа истите се испитуваат во акредитирана лабораторија на претпријатието. Зад мене е изворот Рашче. Одовде тргнува патот на водата до чешмите на речиси сите скопски семејства. И за да нема случајности, оваа вода е под постојан мониторинг и обезбедување 24 часа на ден, 7 дена во неделата. Силен ветер во главниот град најверојатно ќе има и во вечерните часови, велат од УХМР. Во меѓувреме се санираат штетите од вчерашното невреме кое остави зад себе искорнати дрвја, искршени покриви и оштетени автомобили и објекти, а на 30 лица се здобиле со повреди и скршеници. Освен во Скопје, силниот ветер беснееше и во источниот регион, а најголеми штети се пријавени во Штипско. Деталите од Михајло Видемлиски. Речиси 200 паднати дрвја, 117 оштетени возила, 35 оштетени покриви и 5 пожари. Остави зад себе невремето проследено со силен ветер и дожд, што вчера го зафати Скопје. Екипите на надлежните институции и денеска се на терен, се отстрануваат паднати дрвја и гранки, вели за Канал 5 градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски. На некои позиции каде што беше неминовно имаше оштетување на возила, најпрво се чекаше и се уште на некои позиции се чека МВР да направи официјални записници, после кои што веднаш во комуникација сме со граѓаните и со СВР Скопје ќе постапиме ние со помош и расчистување на тој дел. Оштетување има и на државни објекти, како министерства, обвинителства и комплексот Вили Водно. Проблеми беа регистрирани и на меѓународниот аеродром Скопје, каде поради протекување на покривот имало прекин на авиосообраќајот. Над 30 лица побарале лекарска помош кои се здобиле со скршеници од невремето. Само во градската болница Свети Наум Охридски се примени над 20 лица, а двајца се задржани. Двајца се примени на болничко лекување, останатите се третирани поликлинички со полесни повреди. Од оние двајца, еден пациент е веќе опериран во текот на ноќните сати со скршеница во предел на шаката и има уште еден пациент кој што е странски државјанин, туриста кој што е повреден при пад на дрво. На ургентен се примени 11 лица, тројца од нив со посериозни скршеници. Штети имајка и здравствените установи, вели министерот за здравство Сашо Клековски. Има паднати дрва и во клиничкиот центар Мајка Тереза без повредени, во психијатриската болница во Бардовци исто така без повредени, таму имаше и неколку часовен прекин на струјата која е обновена и има значајни штети на кровната конструкција во клиничката болница во Штип. Поголем проблем за жителите предизвикаа паднатите кровни конструкции на некои од зградите, пошто градоначалникот Ѓоргиевски најави инспекции посебно на постари згради во градот. Премиерот Христијан Мицкоски пак вели дека штетите по невремето ќе бидат утврдени и надоместени согласно законските процедури и досегашната практика. Заедно со институциите кои што се во нивна надлежност штетите и денеска ќе продолжат, бидејќи станува збор за епско невреме. Навистина подготовката од нивна страна и мотивацијата беше голема. Штетите ќе се констатираат и согласно закони и искуство од минатото и пракса ќе биде од страна на надлежните институции сето тоа рефундирано. Штета е пријавена и во други градови кои беа зафатени од невремето, како Куманово, Велес, Тетово и Струмица, каде покрај оштетената електрична инфраструктура имало и пријави за штети во земјоделството, вклучувајќи оштетени оранжери и земјоделски култури. На подрачјето на Штип регистрирани се 14 оштетувања на возила и 6 оштетени кровни конструкции. Во текот на
Вчерашната вечер, заедно со екипите на јавните предпријатија, територијалната противпожарна единица, во координација со сите други надлежни институции и СВР Штип, успеавме да го санираме за да го оспособиме градот да функционира. Паднати дрвја, оштетени покриви и прекин на струјата е пријавено и во Кочани. А нестабилното време, според најавите од УХМР, ќе продолжи и во вечерните часови, а врнежи од дожд и ветер ќе има и во текот на наредните денови. Во текот на попладневниве часови има услови за локална појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд, појава на грмежи и повремено засилен ветер, но со слаб интензитет. Претежно во јужните делови од земјава не е исклучена можноста и во Скопскиот регион повремен дожд, проследен со појава на ретки грмежи. Веќе во петок, уште од раните утрински часови, очекуваме влажен бран, но по влажен бран со локална појава на нестабилност за сега очекуваме само во понеделник. Почнува примената на мерит системот во јавната администрација. Ке се ставили крај на вработувањето некомпетентни кадри. За да спроведуваат постапки за вработување кои се објективни. Владата уверува дека реформската агенда се реализира со засилено темпо и дека Македонија добила пофалба од Брисел дека е лидер во спроведувањето на реформите. Единствено неспроведена останува измената на изборниот законник, за која премиерот Мицкоски денеска повторно повика на политички консензус меѓу власта и опозицијата. Андријана Лазова-Божиновска. Владата интензивно работи на реформите кои треба да се испорачаат до крајот на годинава, уверува премиерот Христијан Мицкоски. Утрово на состанок на оваа тема разговарале со Герт Јан Копман од директоратот за проширување од Европската комисија, а од него вели повторно добиле пофалба дека Македонија е на врвот на листата со спроведување на реформската агенда, споредбено со земјите кои имаат исти задачи. Мицкоски повтори дека досега останала само една неисполнета обврска – измена на изборниот законник. Сега ние веќе денеска имавме пред овој настан состанок преку онлайн врска со Брисел, со господинот Копман. Разговараме веќе за оние закони и оние реформски чекори кои што се во грејс период до декември оваа година и кои што се во предвидениот рок од декември од оваа година, така што ние продолжуваме со несмалена динамика да испорачуваме. Денеска од нивна страна добивме, би рекол условно кажано, и одреден комплимент дека сме први од сите земји кои што започнуваат веќе со овие чекори да се занимаваат, додека другите се уште немаат таква намера, така би го кажал тоа. Така што, освен со исклучок на изборниот законник, кој што поради веќе познати причини на јавноста, другите чекори се испорача. И покрај тоа што истече предвидениот рок за изборниот законник, премиерот уште еднаш ги повика на зрелост лидерите на СДСМ, Левица, ДУИ и останатите опозицијски партии да постигнат консензус за сите изборни прашања кои треба да се променат во иднина. Владеачката коалиција според него има усогласен став дека ќе даде бланко поддршка на се што тие ќе договорат, со единствен услов да се олесни начинот на гласање на диаспората. Но во меѓувреме опозицијските партии се обвинуваат меѓу себе за тајни договори со власта, но и за намерна блокада на процесот од страна на владеачката партија. Испорачаните реформи и работата на собранието во однос на реформските закони поздравени од евроамбасадорот Рокас, но европскиот пат и натаму останува блокиран. Филипче предупредува дека додека четирите земји од регионот напредуваат кон Европската унија, земјава стагнира и ризикува да ја загуби европската перспектива и дел од европските фондови. Според него, намерното блокирање на европскиот пат е форма на државен удар. Афродита Рамос на оваа тема. Евроамбасадорот во земјава Михалис Рокас, обраќајќи се пред Националниот совет за евроинтеграција, ја пофали Македонија во незината способност да испорача реформи и ја поздрави работата на собранието во однос на реформските закони. При тоа, повикувајќи на консензус при донесување на клучните закони. Рокас вели дека Брисел несомнено сака да ја види државава како дел од Унијата, а владење на правото останува клучен предуслов за сите земји кандидатки.
Партиите гледаме дека покажуваат конструктивен пристап, постои добра демократска атмосфера и мора да постои заедничка добра волја и многу работа со цел ова да се постигне. Кога се работи за овие точки, многу е важно, секако со наша помош, да се постигне консензус. Најмногу за изборниот законник, потоа кривичниот законник. Владењето на правото е главна област каде што ќе се проценува прогресот на секоја земја. Ресорниот министер Беким Сали оцени дека државава е една од водичките во спроведување на реформите. Осврнувајќи се и на последниот извештај за владење на правото, Сали вели дека се превземаат законски мерки кои што треба доследно да се спроведат. Предизвиците се во судството, автономијата, обвинителството, кадровските, финансиските капацитети и опасностите од политизација. Во спроведување на реформите со последните оценувања на Европската Унија се доделија 65,7 милиони евра, додека вкупниот број на ослободените финансиски средства е 128,1 милион евра. На 15 јули доставивме и четврто барање за 2 чекори со бруто вредност од над 112 милиони евра. Председателот на Националниот совез за евроинтеграција Венко Филипче е на ставот дека додека регионот напредува на европскиот пат, Македонија е во состојба на статус кво. Оваа стагнација според него значи опасност од губење на европските фондови како и перспективата. Се поставува прашањето дали намерното запирање на европскиот пат не е форма на државен удар. Кога се знае што треба да се направи, кога ниту едно поглавие не е отворено, очигледно е дека немаме алтернатива. Очигледно е дека не одиме напред. Ние сме единствена земја која што нема отворено поглавие за преговори, додека овие 4 земји членки очигледно е дека ќе бидат следните земји кандидати, ќе бидат следните земји членки на Европската Унија. Дел од представниците од албанскиот опозицијски блок во Националниот совез за евроинтеграција повика на уставни измени, што е, како што велат, неопходен чекор во деблокада на преговорите со ЕУ. Ке се ставили крај на партиските вработувања во јавниот сектор. Почнува примената на новиот мерит систем. Вработувањата и напредувањата во администрацијата треба да зависат од знаење, компетенции и интегритет, а не од политички влијанија. Министерот Горан Минчев уверува дека реформата сега треба да се покаже и во практика. Деталите ги има Сандра Спасовска. Почнува примената на мерит системот во јавната администрација. Ресорното министерство ја промовираше новата рамка за вработување врз основа на заслуги, интегритет и компетенции. Од сега вработувањата и напредувањата во јавниот сектор ќе зависат од знаење. Реформата на јавната администрација не е успех само кога е на хартија, туку кога навистина ќе се спроведе во пракса, порача ресорниот министер Горан Минчев. Визијата на министерството вели јавна администрација каде вработувањето и напредувањето ќе зависат од знаење и компетенции, а институциите ќе располагаат со професионални службеници кои ќе обезбедат квалитетни услуги за сите граѓани. Новиот мерит, интегритет и компетентност базиран систем за вработување, правилникот за работни компетенции на административните службеници и водичот за интегритет, мерит и компетентност базирано вработување не се само дополнителни документи. Тие се практични инструменти преку кои законските принципи добиваат своја конкретна примена. Нивната цел е да им помогнат на институциите да спроведуваат постапки за вработување кои се објективни. Новите алатки ќе обезбедат помалку простор за недозволено влијание, посилни институции и подобри јавни услуги, порача шефот на мисијата на ОПСЕ во земјава Килијан Вал, со чија поддршка и партнерство беше промовирана новата рамка. This reform goes beyond recruitment procedures. It is an investment in more professional institutions, greater integrity, stronger corruption prevention, and ultimately better services for the citizens. Со овие реформски алатки од Министерството за јавна администрација очекуваат да се направи исчекор кон воспоставување на јавен сектор во кој мерит системот не е само законски принцип, туку стандард кој ќе се применува во секоја постапка за вработување.
Неискористените рударски капацитети на Македонија можат да донесат значајни економски придобивки, а земјата располага со стручни кадри за примена на современи технологии со кои би се намалило влијанието врз животната средина. Експертите велат дека додека Европа бара нови извори на критични минерали и се обидува да ја намали зависноста од увоз, Македонија има потенцијал кој треба да се искористи, но со високи еколошки стандарди и одржливо рударство. Маја Стојановска. Околу милиони тони бакар, 1000 тони сребро и 150 тони злато се потенцијалот за рудникот Иловица. Проект кој според експертите со години останува неискористена економска можност. Професорката по геологија и екзаменик министарка за животна средина Сонја Лепиткова објаснува дека технологиите за ископ и преработка на метали со годините значително напредувале, а како пример го посочува сувото одлагалиште, современо решение за складирање на рударската јаловина. За разлика од класичните влажни јаловишта, по филтрацијата останува материјал со околу 90% цврсти материјали и 10% вода, што значи помал ризик од истекување, помала потрошува на вода и полесно стабилизирање на теренот. Липиткова вели дека Македонија има стручни кадри и експертски потенцијал за примена на ваквите современи технологии. Тоа не треба да биде пречка никако, значи градењето на капацитетите на стручната фела, бидејќи тие како такви постојат и се докажани. Нашите инженери од сферата на геологијата, рударството, металургијата и останатите инженерски области кои што треба да бидат на некој начин вклучени во работата на овие капацитети, имаат висок потенцијал и научен и професионален и експертски и стручен. Лепиткова објаснува дека само почетната инвестиција за отворање на рудникот би изнесувала повеќе од 500 милиони евра, а дополнителен ефект би имали и придружните дејности, од изградба на инфраструктура и објекти до развој на услужниот сектор. Придобивките додава таа би се почувствували и преку нови работни места, приходи за локалните заедници и развој на други економски сектори. Низ годините наназад се гледа дека во одредени делови на Македонија рударските капацитети допринеле не само на развој на местото како такви каде што постојат, туку на целиот регион па и на целата држава. Ова е моментот кога Европа и целиот свет кубурат за ретки, расејани, критични минерали кои што ние ги имаме и ние тој момент треба да го искористиме по мене, а секако се она што ќе се работи да биде со високи перформанси, еколошки, запазени стандарди и од тоа да нема никаква отстапка. По реакциите од дел од невладините организации за можните влијанија врз животната средина, Euromax Resources, компанијата инвеститор во рудникот, во 2023 година испратила писмо до Министерството за животна средина, во кој информирала дека планира примена на овие современи технологии, меѓу кои сувото одлагалиште. Експертите посочуваат дека доколку се создадат соодветни технолошки и економски услови, материјалот што се одлага во иднина може да има потенцијал и за дополнителна преработка и искористување на преостанатите вредни минерали. Откриена спомен биста на Махатма Ганди во музеот на град Скопје во рамки на вториот ден од официјалната посета на председателката на Индија Друпади Мурму во земјава. Откривањето на споменикот на овој духовен водач на индиската борба за независност представува траен символ на вредностите што ги обединуваат народите и поттик за натамошно зајакнување на пријателството меѓу Македонија и Индија. Председателката Силјановска Давкова порача дека промената што сакаме да ја видиме во светот треба да започне токму од нас самите, а беше посочено и дека настанот има посебна символика, бидејќи се случува во Скопје, градот во кој е родена мајка Тереза. Посетата на индиската председателка продолжува во Охрид, каде двете председателки ќе го посетат манастирскиот комплекс Свети Наум, како и манастири и цркви во стариот град на Охрид. There is no more appropriate place than the birthplace of the Mother of Mercy to house the bust of Father of modern India. Honorable President Murmu, dear friend, on behalf of the Macedonian citizens and on my own behalf, I thank you from the bottom of my heart for this great honor. Оваа биста представува долготраен символ на пријателството меѓу Индија и Македонија и на нашата
заедничка обврска за мир, толеранција и хуманост. Сигурна сум дека нашите културни и човечки врски ќе продолжат да се продлабочуваат во годините што следуваат. Вести Плюс со Јана Јосифовска во продолжение на Канал 5, гостин е Оливер Спасовски, пратеник од СДСМ. Пријатно.